Zdravo na sите i dobrodojdovte site na moj kanal Astrologija Plus. Jaz sem Meri. Ti pozdravljam na ovom mestu site ljubitelji na astrologijata, site makedonci koji što žive nasekade niso ova naša planeta Zemlja. Ki pozdravljam site što me pratat na ovoj moj kanal na YouTube i sekako na Facebook. Dobrodojdovte. Ajde da se družimo zajedno. Danes kak je zborom za jedna dosta aktualna tematika koja što se slučila po našem univerzum, a to je deka naša ta, deka sonceto. Sonceto, naše to sonce, bez sonce nema život ova planeta Zemlja. Sonceto preminuva oznakot devica. Znači do 21.8. Sonceto peše vo svojot dom, oznakot lav. Što znači to? Sekogaš koga jedna planeta se nalazi vo svojot dom, ke može svojot maksimum da go dožive. Ajde da rečeme to kako beja temperaturit. Sekogaš koga sonceto se nalazi vo znakot lav, temperaturite se najvisoki. Eve kako što znam, da je spomnam naša ta Makedonija, deka Makedonija, vo ovoj period, vo avgust, znači temperaturite beja mnogo visoki. Сега знаете дека температурите полека се намелуваат, zato što сонцето веќе влегува во знакот девица од 22.8. до 22.9. ке биде тука присутно сонцето и на гости кај знакот девица, што значи тоа сите што се родени во знакот девица, им посакувам среќен роден ден и убави моменти со вашите најмили. Користите го овој период. Ова е ваш период. Значи температурите ќе бидат намалени, меѓутоа јас тука каде што живеам во Германија, секогаш се температурите мали, што значи тоа секогаш живееме во еден период на есен. Ајде да не се жалиме, и тука имаше многу убав период. Која е таа карактеристика на сонцето во знакот девица? Кој е знакот девица, која символика ја носи? Знакот девица ја представува и во природниот хороскоп шестата куќа. Шестата куќа е символиката на секојдневниот живот, значи сите тие обврски што ги имаме, секојдневни обврски и секако на здравието. Значи тоа тука можеме да го пронајдеме и здравието. Сонцето во знакот девица, кој фокус го носи? Значи сонцето, ако го гледаме од аголот на фокусот, кој фокус ни го покажува сонцето во знакот девица? Секако да бидеме фокусирани на нашиот секојдневен живот, на секојдневните работи, на нашето здравие и секако на здравиот ум. Зашто е тоа така? Зато што Меркур е неговиот диспозитор. Значи Меркур е владар на знакот девица. Актуално се наоѓа Меркур на последните степени во знакот лав. И он е сега ретрограден секако. Што значи тоа? Значи, кога се наоѓа диспозиторот во една друга куќа, секогаш треба да завршиме некои стари комуникации, затоа што е ретрограден. Меѓутоа не е сега тука сам, он си прави некои кавги со Уранус во знакот бик. Значи Меркур, диспозиторот на сонцето, актуално прави некои кавги, има кавги со Уранус. Тоа значи тоа астролошки гледано прави еден квадрат со Уранус во знакот бик. Што можеме да очекуваме со оваа енергија? Секако ако сте имале некои закажани термини, третмани, некои разговори, можда би што не сте ги завршиле во август.
кој што на некого нешто вас ви ветил или вие сте ветиле на некого. И сега тие термини, тие третмани нема да се случат, ќе дојде до прекид на тоа. И вие ќе можете за тоа секако да бидете нерасположени, да се изнервирате на тоа. Меѓутоа, сетите се на Сонцето во знакот Девица, което е неговиот најголем потенцијал да се грижи за своето здравје. Затоа што здравието ќе не можеме да си го купиме. Било како да се изнервираме или некој нас не изнервирал, сетете се дека здравието е единственото богатство, ние што го носиме во нас себе си. Затоа што повеќето од нас не можат тоа да го освестат. Се освестуваме тогаш кога на нас нешто лошо ќе ни се случи. Подобро речено, кога ќе се разболиме, тогаш ќе се сетиме, ќе се освестиме и ќе речеме да, здравието е нешто најбитно во нашиот живот, затоа што без здравје нема живот. Како што и без сонце нема живот во планетата Земја. За тоа треба да бидеме многу, многу свесни и да го почитуваме тоа. Значи да го пратиме нашето тело. Кои сигнали ни дава телото? Дали јас сега мора да се изнервирам ако некој ми откажа нешто, а јас за тоа баш, да речеме, баш тоа го очекувам? Затоа што не очекувајте. Ако имате многу очекувања, тоа може секогаш да дојде до некој прекин, да бидете нерасположени по тоа. Мислите, секогаш сетите се на Сонцето и неговата карактеристика во знакот Девица. Затоа што здравието е многу, многу битно. А што е најбитно? Не само што знакот Девица обожава да биде среден во својот дом, да биде све чисто, да биде све на свое место. Значи, знакот Девица е ориентирана на тие детали, да речеме. Знакот Девица може добро да примети, да речеме, што е добро, што не е добро, што фали, што не фали, затоа што тоа е незиниот најголем потенцијал и деталите се многу, многу битни. Затоа, ако влезете во некој дом, а не знаете кој знак ја има таа личност, и ако видите дека се средени, дека све свети, дека блиста, дека све е чисто, све е на свое место, дека има многу детали, цел стан или цела куќа е испланирана како, што, каде да стои. Знаете дека таа личност ја носи во себе карактеристиката на знакот Девица или асцендент Девица, или го има Сонцето во знакот Девица. Значи, тоа е нивниот најголем потенцијал. И тоа не можеме да кажеме дека ништо не е тоа, затоа што јас, например, тоа го немам. Јас не сум родена во знакот Девица. Тоа за мене е многу, многу, да речеме, тоа многу ме дава препрека. Не можам ја да бидам толку детална. Јас сум стрелец, јас и сакам слобода. Јас сум ориентирана на една оширена, мојот фокус е широк, а фокусот на Девицата е скратна. Значи, они се фокусирани на детали. Што е убаво измеѓу, да дадам еден пример, стрелецот и знакот Девица. Овие два знака се променливи, што значи тоа? Дека они можат да бидат во склад со тие промени, да они ги сакат промените во својот живот. Меѓутоа, карактеристиката на Девицата, затоа што они може да се грижат исто толку. Многу други за другите исто така се грижат доста. Сакат да им биде све во ред. Дали на работно место, дори ќе завршат работата све до крај, додека се заврши до точка. Ако не се заврши до точка, не е за работата завршена. Тоа е, значи, таа символика на знакот Девица. А стрелецот е фокусиран кон својата цел. Стрелецот го бара својата цел. А што сакав јас? Тоа го сакав и натаму иде. Десно и лево не гледа, да речеме. Тоа е сега таа негативна страна на знакот Девица. Затоа сите ние
нашите знакови во нашата натална карта треба да ги интегрираме во нашиот живот. Како што реков, здравието, чистотијата, деталноста, деталите се секако многу, многу битни за знакот Девица. Сега ви препорачала само да не влегувате екстремно во тоа ниво на деталите, на тоа барање на грешките, затоа што знакот Девица го има и тој потенцијал и умее да ги бара грешките сегде. Значи, на работно место, на приватен живот, значи, Девицата може да ви ги најде тука секогаш да рече не, ова не беше добро, ова не е добро, ова може да биде подобро. Значи, другите луѓе може тоа да го видат како нешто неповолно. Така да ви препорачувам да си размислите пред да почнувате некако да го критизирате. Знам дека тоа е најголем потенцијал. Вие умеете некого да го нешто или некого да искритизирате и да бидете најголемиот аналитичар, тоа е најголемиот потенцијал. Но секогаш да се знае до кое ниво одиме. Значи, до кое ниво јас тоа го работам. И сетите се на здравието. Затоа што исто така е тоа символика на здравието. И како што реков на почеток, ќе направи вашиот диспозитор Меркур еден квадрат со Урано, што значи тоа, ако се изнервирате или некој нешто ви кажал, или некоја работа се прекинала, што би била важна за вас, сетите се на вашето здраве и мислите на вашето здраве и речете си, ќе дојде сигурно друг подобар период. Што се случува понатаму со Сонцето во овие 4 недели? Сонцето ќе направи исто така еден неповолен аспект, што значи една опозиција со Сатурн, секако која ќе дојде до 15-тиот степен, а Сатурн е актуално ретрограден во знакот Риба, тоа Риба е спротивниот знак од знакот Девица, и секој ќе стигне значи, Сонцето на 15-тиот степен, значи на половината на знакот Девица, ќе направи една опозиција со Сатурн во знакот Риба. Што значи тоа, тука ќе имаме една доста, може да се почувствува една доста блокирана енергија, блокада може да почувствувате дека нешто не оди. Што е тука многу, многу битно? Што сака Сатурн да ве научи во овој момент? Да се вратите кон себе си. Да се фокусирате кон себе си. Значи, тоа е тоа што Сатурн од вас ќе ве бара. Ќе ви стави една граница, ќе ве блокира и не може понатаму. Значи, не е добра ситуација. Ама што бара он од вас? Да бидете фокусирани кон вас. Секогаш кога Сатурн прави неповолни аспекти со Сонцето или со Месечината или со некои други лични планети, бара од вас одговорност. Ќе земете одговорност за вашиот живот. Која е таа друга карактеристика за знакот Девица? Како што реков дека Меркур е многу, многу битен, они се доста интелигентни, што тука е Меркур нивниот владар. Како што спомнав на почеток, дека Меркур е актуално ретрограден, важно е да се знае кога ќе пристигне и он во знакот. Тоа ќе биде на 11.9, ќе пристигне исто во својот дом и во тој период ќе направи една иста опозиција со Сатурн, што значи тука исто така битно тој период да превземете одговорност на вашиот ум, на вашите мисли. Затоа што мислите и ние што го мислиме, што го размислуваме, тоа влијае секогаш на нашиот живот. А што е многу битно? Затоа што знакот Девица е фокусирана на здравието, да биде секогаш средена, на деталите е фокусирана.
Важно е секојдневна работа и фокус на еден здрав ум. Тоа што го мислам, да се фокусирам на тоа и дали да открием дали е тоа за мене поволно или неповолно. Тоа значи контрола врз својот ум. Ајде да се фокусираме на еден ум кој што е здрав. Ете, драги пријатели и љубители на астрологијата, толку беше за сега за транзитно со Сонце во знакот Девица. Кој е заинтересиран за една лична консултација, ќе можете слободно да ме контактирате. Секој случај, све најубаво и до скоро. Чао!